Предавме две жалби на специјалното јавно обвинителство и три жалби на одбраната. Двете жалби беа по однос на првите две јавни седници и во кои што специјалното јавно обвинителство се уште инсистира на најстрогата мерка за обезбедување присуство и непречено водење на постапката. Значи, одбраната и ние ги соочивме аргументите, сметаме дека се уште постојат причините во овој момент против првите две кои што денеска ги имавме јавни седници, обвинетите во првите два случаја да биде определена најстрога мерка. Тоа не значи дека таа мерка треба да обстојува. Ако се појават околности кои што влијаат за поинаква мерка, меѓутоа во овој момент специјалното обвинителство се неше дека мора да биде определена ваква мерка. Судот прифати деумно од нашите наводи, значи првостепениот суд, кривичниот совет на истиот сметаше дека постои опасност од бегство, меѓутоа постапката ја заштити, односно непреченото водење на истата и опасноста од бегство ја заштити само со јавувањето како една мерка и одземање на патната исправа. Значи, ние ги наведовме нашите аргументи кои сметаме дека, како што кажав, постојат за определување на настрога мерка, затоа што овде влијаат многу околности за определување на ваква мерка. Одбраната наведе дека нема никаде да бегаат, имаат цврсти врски, меѓутоа од друга страна пак инсистираше на враќање во сите три случаи на враќање на патната исправа, а тоа е прилично апсурдно во ситуација која наведуваше дека цело време се тука нивните семејства, целокупното нивно однесување укажува дека ќе учествуваат активно во постапката и апсолутно нема да ја попречуваат, а од друга страна ги бараат патните исправи како неопходни за нивно понатамошно активно однесување во општествениот живот. Обвинителе, докаде се оценките на обвинителните акти за овие 17 обвиненија? Веќе помина практично неколку недели. Имате ли добиено можеби приговори? Приговори имаме добиено. Меѓутоа, докаде се постапките пред судот, дали сите имаат добиено од обвинетите обвинителни акти од кои што течат определени рокови, тоа не можам да ви го кажам. Предметите се веќе оформени во судот и тоа зависи само од обвинетите во овој случај и од судот. Како бројка можеби само? Приговори до сега се поднесени? Колку што видов, јас околу 20 на приговори. Дали знаете можеби до каде е постапката пред Врховниот суд во однос на жалбите за притворите? До каде е постапката по однос на притворите? Веќе ова е, роковите веќе се при крај, за да треба да се одлучува, сепак Врховниот суд треба да ви каже. Ова денеска беше последна седница јавна која што имате во До сега, колку што сум запознаен, друга јавна седница не е закажана. До сега имате само 3 предлози за притвори, покрај тоа на во сите дела кои што имате предложено. Како коментирате вие за Титаник од луѓето исто така високото раководство? До сега имаме 3 уважени наши жалби, не предлози за притвор, имаме повеќе предлози за притвор. Судот си дал аргументација по однос на трите, ние сметаме и се уште сметаме дека нашата аргументација и за оние предлози си обстојува. Ке видиме во текот на сега на постапката и по приговорите и потоа на главната расправа која би почнал судот да суди, ние во секој случај ќе ги пратиме нивното однесување, значи тоа определено јавување во судот и евентуално некакво допир со сведоците кои што се наши, веднаш ќе биде реагирано, затоа што се работи за процесни мерки. Ние во секој момент можеме да побараме повторно да биде определена мерка доколку околностите се појават. Очекувате ли стискат на Врховен како за случајот Турци? Не, очекувам да заврши позитивно како што предложи специјалното обвинителство.